Судот мора да се ослободи од притисокот и да ги констатира пропустите направени при изрекувањето на мерката притвор на Милијан Киевски и Кирил Божиновски. Нема ниту една причина, нема доказ или релевантна информација дека тие имале намера да не ги почитуваат мерките на предпазливост кои веќе им се изречени. Доколку судот ги отфрли жалбите без никаков аргумент, тоа ќе биде потврда дека правната држава тука повеќе не постои. Почитувани, Зоран Заев е подготвен да жртвува сета држава, сите полициски и гранични службеници, само и само да се спаси себе си од одговорност. При тоа жртвува и притвора луѓе како Милијан Киевски, Кирил Божиновски или кој да е наред за дефокус на јавноста. Што се не се изнаслушавме од Заев, само за да не понесе одговорност или да не замени некој од своите послушници. Според Зоран Заев, службите некогаш постапувале, некогаш не, па дозволиво било во граница да се следи, да се прислушува председателот на државата, па луѓе сме вели, па нечесно било да им се побара одговорност на Спасовски, на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, на директорот на јавна безбедност. Ама затоа, премиерот на држава обвини дека на гранични премини стоеле, го цитирам, партиски војници, за потоа да признае дека во безбедносниот сектор намерно негативно оценувале вработени за тие да бидат сменети. Почитувани, Зоран Заев вчера на 2 пати ја пласираше тезата дека Груевски бил киднапиран. Со сета тежина на премиерската функција, Заев вчера на 2 пати ја обвини Република Унгарија дека киднапирала македонски граѓанин, поранешен премиер, почесен председател на опозицијата, при тоа лице кое е дел од правен процес. Ваков срам Република Македонија не заслужува. Почитувани, Зоран Заев е носител на теророт и политичкиот прогон во Република Македонија. Оливер Спасовски е извршувач на тој прогон. И додека оваа спрега не замине, Република Македонија ќе се соочува и со страв внатре и со јавен меѓународен срам. Почитувани, истиот двоец креира судбина на државата, плете приказни за тоа кој дали да заврши во притвор, кој да биде ослободен, кој да лежи за тероризам, а кој да биде помилуван. Ако гласа како што сака Заев. Во Република Македонија повеќе не постои суд, не постои обвинител, постои само Зоран Заев. Почитувани, двајца се веќе притворени заради фингирана службена белешка на Управата за безбедност и контраразузнавање, класифицирана со строго доверливо за спречување и за случувања во председателската палата, за кои и председателот на државата и притворените ги демантираа. Почитувани, се чија слобода во државава денеска зависи од когнитивната способност на Зоран Заев и неговите извршители, министерот за прогон и терор и судиката на чиешто име денеска е заглавен Акмисот. Ова повеќе не е ниту систем, ниту држава. Тоа е киднапирано општество со кое владее однароден режим. Почитувани, двете политички решенија за притвор, за Јанакиевски и за Божиновски, се доказ дека се злоупотребува Управата за безбедност и контраразузнавање, дека се следи председателот Иванов и неговиот кабинет, а се следат и поединци кои се цел на оваа криминогена и однародена власт. Кој ја издал наредбата УБК да го следи председателот Иванов и неговите активности? Какви се службени белешки има собрано УБК за работењето на председателот Иванов и какви се конструкции подготвуваат? Кои други лица се предмет на следење од УБК и кој ги прави списоците на политички неподобните, кои што треба да бидат следени? Почитувани, огромни безбедносни скандали ја тресат Република Македонија заради оваа криминогена однародена хунта на власт. Одговорност мора да има и ќе има. Многу скоро и од Заев и од Спасовски. Ви благодарам.